Добро вечер, време е за ново отворено студио на телевизија Нова. И вечерва тема е секако актуелната политичка ситуација. Ќе анализираме дали политичката криза е на повидок да заврши или пак таа дополнително ќе се искомплицира со оглед на тоа што двата процеси што произлегува од пржино, правниот со формирањето на специјалното јавно обвинителство и политичкиот кој треба да финишира со избори, и понатаму власта и опозицијата се на крајно спротивставени позиции. Мои гости вечерва се Љупчо Пренџов, член на раководството на ГРОМ и заменик министер за локална самоуправа. Добро вечер. Добро вечер. И Есат Рахич, поранешен пратеник од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер. Господине Пренџов, да почнеме со вас. Вашата партија денес имаше пресконференција на која оценивте дека формирањето на специјалното јавно обвинителство е противуставно. Ако не се лажам, ова е втора или трета пресконференција на оваа тема. Кои се вашите аргументи, зошто ја оспорувате оваа институција која беше формирана со огромно мнозинство во парламентот? Добро, јас би сакал вака започнам подлабоко. А тоа дека ГРОМ како политичка партија изметиот период, мината година дена, значи не ги поддржува овие процеси кои што се случуваат во Република Македонија со почнувањето на оние така наречени бомби на господинот Зоран Заев. И се разбира, имавме неколку пресконференции кои што преходеа на овие пресконференција, тоа е дека ние како политичка партија не го поддржуваме договорот од Пржино. Сметаме дека со договорот од Пржино е сериозно прекршен уставот на Република Македонија, а уставот е највисокиот правен и политички акт во една држава, тоа е на некој начин светост во општественото живење. Сметаме дека тоа е неуставна категорија. Понатаму сметаме дека ја погазивме и демократијата во државата со договорот од Пржино, затоа што во ниту една нормална цивилизирана држава демократија не постои да во една влада која што е избрана на демократски избори, во власт да ви влезат по четврти пат една политичка гарнитура која што се труди на начин да спроведува политика за која што изгубила избори, тоа 10 пати поред. Значи, јас само ќе ве потсетам дека во 92-та година СДСМ ги изгуби изборите, беше во владата, ја предводеше владата. Понатаму во 94-та година беа во владата и во собранието без опозиција. Во 2002 година, тоест во 2001 година, влегува во владата на Република Македонија повторно под превезот на наводната демократија, дека ако тие не се тогаш во владата, ќе има војна во Република Македонија, криза, ќе има економска криза и така натаму. И ова е веќе четврти пат како СДСМ влегува на мала врата во владата на Република Македонија, спроведува политика за која што изгубила избори и на практично врши една мајоризација на мнозинството. Сметаме дека Република Македонија треба да се гради, почитува и усовршува постоечките граѓански институции кои што ги има, тоа се судство, обвинителство, правобранителство и така натаму, и дека вакви скапи експерименти не се во интерес ниту на граѓаните, пред се, ниту на било која политичка елита во државата. Сметам дека ова е опасна практика која што се случува во Република Македонија и дека ние како демократија за жал паднавме на испитот да поставиме еден нормален принцип на функционирање и да даеме шанса на таа парламентарна демократија. На претходната пресконференција што ја одржа Стефчо Јакимовски, оцени дека оваа институција полека се претвора во политичка. Што сакате да кажете со ова? Видете, значи, да земеме не само политички, да ќе го објасниме, се разбира. Не, специјално во обвинителство. Да, за Кадица Јанева зборуваме. Тоа беше формирана. Точно. Значи, видете, цел да се расчитат сите семејни што произлегува од снимките. Се согласувам, но јас да дојдам до тоа, морав да кажам дека не е само Кадица Јанева, дека ние благовремено и континуирано повеќе од година дена не го поддржуваме целиот овој процес како политичка партија. Кадица Јанева. Сметаме дека тоа што е противуставно, си стоиме на тој став и ќе видиме Уставниот суд се уште нема седнато на состанок да разреши дали тоа е уставна или противуставна категорија. Но она што го гледаме е следново. Господјата Кадица Јанева првиот ден, значи кога е избрана за специјален јавен обвинител, место да помисли на случаите како да ги разреши, бидејќи сите очи беа вперени и од опозиција и од власт и од неутрални кон незе, таа прво направила да својот тимот го префрли на своите деца, за да побара општествен стан, да очекува дека ова 7-8 години ќе трае ова дело, бидејќи има многу преслушувани разговори. И од тие чисто лукративни причини, од старт се прашувам за каква личност се работи. Тоа е прво. Второ, сведоци сме дека имаме повеќе од 20 кривични пријави до тимот на тоа специјално јавно обвинителство.
Понатаму имаме обвинителство кое што, повторно ќе кажам, сите очи се вперени код него, тоа нема портпарол, нема онози со јавност, не знаеме што се случува, ниту демантира, ниту потврдува шпекулации во јавноста. Едноставно, самото не е компетентно, а и за жал не е свесно за тоа колку е значено и колку се наметна како значено во ова општество. Господине Рахич, издржани ли се овие критики кон специјалната јавна обвинителка? Па дефинитивно мојот млад соговорник длабоко заора за почеток. За многу работи може да разговараме и да дискутираме, понешто јас сакам да кажам и само да го прашам, дали господин Чедо Саздовски, вашиот парламентарец во собранието, гласаше за закон за специјално обвинителство? Не знам, имаше поголем број пакети, така да... Добро де. Значи, независно... Не, само дозволите. Дали сте вие дел од коалицијата и владата која што го гласаше во специјално обвинителство, јавно обвинителство? Значи, ја не слушнав дека вие ради протест, чисто начин, Да, се разбира. заради тоа што е погазен уставот и законите како најсвет правен, ја напуштате оваа коалиција. Затоа дали СДСМ бил вака и така влагал во оваа коалиција, вас не ви сметаше 2000 година кога вашиот ментор, политички шеф Стефчо Јакимовски стана кандидат и градоначалник, а вие шеф на кабинет негов. Така ли беше? Не ви сметаше кога 2002 Вие бевте шеф на кабинет. Во 2000 година не сум бил шеф на кабинет. Или четврта кога И бевте. во 2004 сум бил шеф на Значи, кабинет. господин, И во 2005 сум бил шеф на почет бевте кабинет. дел И во- на коалиција во која што ЛДП имаше 13 пратеници и Не, неколку министри. И во 2009 не бев шеф на кабинет. Апсолутно не, јас зборам принципелно. Значи, зборам Не, принципелно. добро, Вие сте точно, член на ЛДП. Не, еве добро, вие бевте во коалицијата 2002 година, така? Така ли е? И имавте 13 пратеници, имавте директори. Значи, тоа да го тргнеме. Забравете кој е прашањето е дали Јас не го зборував СДС, зборував за Кадица Јанева. Не, И јас прво- ги кажував дозволете. Добро, на почеток Добро, зборуваше за добро приврженост за целиот не за концепт на СДС, договор. за ЛДП. Да. Само дозволете. кои се политичките ставови на... Сложувам се вас за многу работи, кои дозволите. Ја не ви упаднав во збор. се извинувам. Мислам, сепак и постар се извинувам, така. Значи, Катица Јанева избрана со подпис на 4 лидери на најмокните партии во оваа држава. Дали е тоа направено вака или така? Има правен начин да тоа се санкционира. Ја не влегувам во тоа дали таа имотот, знаете, дали има кривични пријави. Јас Катица Јанева ќе оценувам и незината работа, кога ќе видам дали за тоа што е формирано тоа специјално обвинителство ќе излезе со резултати. Дајте и да им дадеме време да го споѓате. Тоа значи дека постапките се отек, дали тие се водат на начин кој што е пропишан во законот, како ќе завршат, тоа времето ќе покаже. Ова што сега се случува, што се поднесуваат разни иницијативи, има начин да тоа се разреши. Ако госпоѓата Катица го прекршила законот или уставот, не дај Боже, и таа ќе биде санкционирана. Затоа викам да почекаме. Разрешницата на кризата брзо следува. Прашање на време, таа ќе мора, апсолутно се сложам, на тие пари што граѓаните на Република Македонија, владата која што му предложи на собранието го излезе тој буџет, да му го даде тие пари, таа ќе мора да ги оправда. Ако тоа што го направила не е во корелација со парите дадени, таа сигурно ќе одговара. Затоа ја би ве замолил, генерално зборам, сите граѓани на Република Македонија да имаат трпение за Катица Јанева. Тоа е моја чисто размислување. Добро, не сега зборуваме колку околу незината поставеност во нашиот систем. Ако дозволите, го имаме на линк Тодор Петров. Господине Петров, ако ме слушате, вие сте иницијатор на иницијативата пред Уставниот суд за оспорување на уставноста на формирањето на ова специјално јавно обвинителство. Докаде е процедурата, имате ли некакви информации? Иницијативата, ако се сеќавам добро, е поднесовте некаде во октомври, пред околу 4 месеци. Добро вечер до студиото, до гостите во студиото и до слушателите и гледачите на ТВ Нова. Не сум ниту апологет, ниту адвокат, ниту на владата, ниту на опозицијата. Не смее да се заборави дека бев пратеник во првото уставотворно собрание на Република Македонија и сум претседател на меѓународна невладина организација која ги штити интересите на македонците во целиот свет. На 21 октомври минатата 2015 година поднесов иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за поведување на постапка за оценување на согласноста на законот за специјалното јавно обвинителство со Уставот. Од Уставниот суд на Република Македонија побарав да го поништи овој закон, а до донесувањето на конечната одлука да донесе решение за запирање
од извршување на поединечните акти и действија што се преземаат врз основа на законот. Со законот се нарушува владењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок, се формира паралелно јавно обвинителство со истите надлежности за истите дела како и веќе постојното јавно обвинителство на Република Македонија и се суспендира уставот на државата, односно се суспендира јавното обвинителство на Република Македонија како единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривичните дела и на други со закон утврдени казниви дела. Со законот за така нареченото специјално јавно обвинителство, бадентерото мнозинство спротивно на Уставот се проширува при номинацијата на кандидатот за специјален јавен обвинител во собранието, дури се воведува и при одлучувањето во Советот на јавни обвинители, при неговиот избор, престанување на функцијата и разрешување. Со законот за специјалниот јавен обвинител може да се вмеша во секое време, во секоја истражна и судска постапка, да го преземе секое дело за кое самото ќе оцени, дури не постои арбитража доколку пречекоре овластувања и речиси го суспендира јавното обвинителство на Република Македонија, кога сака и како ќе посака. На 17 ноември минатата година поднесов уште 3 иницијативи до Уставниот суд за поведување на постапка и за останатите 3 закони од договорот во Пржино, законот за изменување и дополнување на законот за владата, законот за изменување и дополнување на изборниот законник и законот за заштита на приватноста, донесени на 10 ноември 2015 година, а врз основа на договорот од Пржино и лидерските средби на ВМРО, ДПМН, СДСМ, и ДП, врз основа на начелата на приоритет и итност, до донесувањето на конечната одлука, побарав Уставниот суд да изрече времена мерка. Има ли некаков иск од господине за Петров? извршување на поединечните акти и действија што се превземаат врз основа на нив. Има ли некаков исход од овие иницијативи? На 10 декември минатата година побарав писмено од Уставниот суд да ме извести за постапувањето по овие иницијативи. Одговор добив од Уставниот суд на 16 декември минатата година, со кое ме извести дека иницијативите се во тек на работење, но судот не може да се произнесува за динамиката на својата работа, ниту пак да информира за действијата кои ги превзема во постапките кои се водат по поднесените иницијативи. Мислите ли дека тактизира Уставниот суд со оглед на тоа дека се работи за многу чувствителна работа? Уставните суди ја оценуваат согласноста на законите со Уставот. Поради тоа постојат и заради ништо друго. Уставните суди по барање на граѓани должни се да постапат по принципот на приоритет и итност и да изречат времена мерка до конечна одлука, поради ризикот штета што може да настане од примената на законот. Не постојат повисоки национални и државни интереси за уставните суди, освен словото на Уставот. И затоа сметам дека ненавремено одлучување представува злосторничко здружување со владата против интересите, правата и слободите на граѓаните и уставот на државата. Уставните суди не смеат да заборават доколку одлучат од после примената на законот дека вршат суспензија на уставот, суспензија на правата и слободите на граѓаните и сносат морална, материјална и кривична одговорност. Ви благодарам многу, господине Петров, за информациите во врска со вашите иницијативи пред Уставниот суд. Благодарам, поздрав и до вас. Го слушнавте господинот Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес. Кој е вашиот коментар за неговите иницијативи? Ус коментар,
Господот Тодор Петров е еден од подобрите пратеници за кои јас што се сеќам и секогаш имал луцидни и вистински идеи во дел на решавање на некои проблеми што се наметуваат во македонската демократија. Дали Уставниот суд ќе пресечи или не, тоа е веќе прашање на време. Вие го рековте дека можеби Уставниот суд тактизира. Јас би го прашал господинот Тодор Петров, а и дел од луѓето што правеа пресконференции за нецелисходноста и носењето на неуставен закон во Собранието на Република Македонија, зашто не покренат кривична прива против Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендук Тачи? Многу лесно се решава тоа. Не прекршен уставот, законот не кореспондира со уставот. Уставот нели е највисок акт. Со вас се сложил. Зашто не поднесат кривична прива против 4 лидери? Тие го рушат уставниот систем, не го рушам јас. Прашање е дали и зошто тоа го направиле? Вие изгледа како македонци, како граѓани на Република Македонија, кратка меморија. Мораше ли да се формира специјалното јавно обвинителство? Очигледно, ако не функционира редовното јавно обвинителство, не функционираат органите во Република Македонија кои што се таблирани со закони извлечени од уставот, нели како највисок акт. Препоставам дека морало вакво нешто да се случи. Вие се сеќавате. Да, сега се поставуваат прашањето дека некако многу се искомплицира целата работа. Можда подобро ќе беше да се реформираше тоа постојано обвинителство. Како да се реформира кога немате намера, нема желба, тоа се сеќавате дека ова наше јавно обвинителство не реагираше никако се до појавата на госпоѓа Катица Јанева. Се сеќавате ли? Кога Катица Јанева влезе во имаше покренато некои какви имаше отворено предмети за некои случаи. Ги отфрли, се сеќавате, ги отфрли таквите материјали помонтирани, што ја знам. Така? Значи, во еден систем кој што не функционира, во еден организам кој што не функционира, мора да следуваат и одредени медикаменти. Јас сум случајно правник. Ја можеби не се сложам со процедурата. Меѓутоа, за да се спаси пациентот, некој пат се иде и на неконвенционално лекување на организмот. Јас пак ќе повторам, што си од почит на овој млад господин кој што за мене е иднината на Република Македонија. Младите луѓе треба. Ајде малце разумно да го вратиме филмот назад. Се сеќавате ли дека премиерот Груевски рече во неговата драматична појава на телевизијата како беше во февруари, така беше, година дена, дека има информации кои што се вистинити и полувистинити и лажни. Така? Самото негово појавување беше иницијатива, иницијална капсула да јавното обвинителство господин Зврлевски покрене одредени дејанија во тој сегмент. Што се чекаше? Што се чекаше? Ако Зоран Заев и тие што ги изнеле тие разговори или причината за ова што сега се случило во Македонија, зошто тоа веднаш не беше санкционирано? Сега нормално кога тоа не е направено, некој кој што смета дека институциите во Република Македонија не функционираат согласно нормативите кои што се нормални во цел свет, си дава за право да одлуча како да иде понатаму. Затоа што ние не сме изолирани, ние не сме на некој пуст остров во Тихиот океан, ние сме дел од Европа, ние сме дел од целата светска земја. Да, целиот тој пакет беше под менторство на Европската унија и Соединетите американски држави. Зашто не е покренато кривишна? Вие можете сега како партија и вие како заменик министар да си поднесете и до пратениците што гласале, Тодор Петров е право, и до председателите и министрите и владата, до сите, па да има вистинска разрешница. Не може тие што ја креираат кризата да решаваат кризата. Веројатно тогаш граѓаните на Република Македонија ќе имаат поинаку мислење. Господин Пенџев, се поставува во јавноста дилема дали има навистина основ за оспорување на уставноста на поставеноста на обвинителство или се работи за еден вид притисок врз Јанева. Не, добро е што господинот Рахич ви благодарам, ме потсети за да се потсетиме како тоа се почна за Катица Јанева за специјалното обвинителство, односно за целокупниот тој тим што таму функционира. Јас само ќе ве потсетам дека претходница на ова обвинителство беше 6 месеци бомби, во кој што се велеше дека целото судство, обвинителство се непрофесионални, дека се послушници, дека тоа се партиски војници така натаму. Тоа е легитимно барање, односно став, граѓаните по тоа ценат. Потоа лидерот на опозицијата бараше да се формира специјално јавно обвинителство кое што ќе биде составено од редот на познати правници, експерти, професори на факултет. Сеќавате дека ова комплетно беше деградирано јавното обвинителство на Република Македонија. Потоа се случи дека целокупниот тим на ова специјално јавно обвинителство, начело со Катица Јанева и до последниот, се дел од актуелните јавни обвинители кои до вчера не чинеа, беа послушници и така натаму. Че тоа е исто многу важна работа кога веќе правиме една анализа како се случило да дојде до тоа обвинителство. Законот е ист за постапување, луѓето се исти и да, го прашавте господинот Тодор Петров дали има некакви резултати, значи имаме веќе два резултати. Првиот е тој што иако во јавноста
господјата Катица Јанева се жалеше дека нема доволно информации за предметот пуч, дека од судовите и јавното обвинителство и се кријат целокупниот предмет, не може да има увид. Таа побара доби ослободување на Зоран Верушевски, значи тоа е првиот резултат од специјалното јавно обвинителство. И вториот резултат е тоа што единствен орган во оваа држава кој што може да избрка луѓе од работа без претходно да има никакво образложување, дисциплинска постапка, повреда на работно место е токму ова специјално јавно обвинителство. Знаеме ние сите дека вие сте правник, дека ниту премиер, ниту градоначелник, ниту министер не можете вие да ви кефне некого да го избркате од работа затоа што сте процедирали дека немате доволно. Апсолутно. Не, значи си има закон за работни односи и вие проценувате. Покрај тоа, само ќе потсетим уште една работа. Дека таа велеше дека барам 15, бидејќи има огромен обем на работа, за потоа да побара доволни мисии 10 и 20 да отидат на страната. И јас не знам што е причината за нивното отстранување, но кога ќе ги земете во предвид становите, синот, бркање 20 луѓе од работа, 24 кривични пријави, обвинувања кои што таа не ги демантира, дека има голем притисок врз сведоци за. Велите дека е дискредитирана? Велам дека дава голем сомнеш целиот овој процес и према институцијата и према незе како главен шеф на тоа специјално јавно обвинителство. И повторно се наваќам на ставовите на граѓанската опција за Македонија, тоа е дека тоа е вонуставна категорија, дека договорот пржино не е добар за Република Македонија. Значи, едно прашање ќе му поставам на младиот колега. Се сложам дека Катица Јанева, господи Катица Јанева направила грешка во Чекори. Не навлегувам, таа ќе објасни веројатно со тек на време околу објаснување што го даде за бркањето на тие двајца обвинители кои што на претходно ги примала, нели наводно давале тајни и слично. Дали се сеќавате зашто лежеше господинот Верушевски во затвор? Се сеќавате? Да. Зашто? Вие зборувате. Не, зашто лежеше? Имаше судски спор околу него. Зашто? Еден обвинет. Не, зашто? Ама не, обвинението нема за тоа. Заради тоа што вршел. Не бе за пиштолот. Значи, секој вика. Сега, јас За пиштолот беше осуден, но во Ова притвор е Притворот беше заради пуч, сега мислам. Не ворете, зашто? Он не би избега, тука беше пасош. На лице место, ќе го повтори делото, па немаше пристап кога тие ги затвори тоа. Се тргаме ова другото. Јас за Катица Јанева не знам. Значи тоа искаче во одредени провладини медиуми дека таа имала 2 стана, 3 стана. Значи бугарите викаат вака. Кажаха ли дека сестра Тианемир Дама оди докажи дека нема сестра. Да не ме сватите погрешно. Да разбирам. Јас не сум сигурен, меѓутоа слушав дека примерот купувал плацеви, дека некој има куќи во Монако, дека вашиот шеф на партијата, мој драг пријател, го викаат комшија затоа што секој нова зграда во Карпош има стан. Не верувам во тоа. Затоа судот ќе си докаже да оставиме Катица Јанева да врши работа. Јас пак ќе ве прашам. Вие како сериозна политичка партија имате пратеник со учество во оваа коалиција владина и вие сте заменик министер во оваа влада, во оваа владина коалиција. Ве праша ви не за да ми кажете дали вашиот пратеник, мојот драг пријател Чедо Саздовски гласал за ова и не ми кажавте дали вие ќе поднесете кривична пријава заедно со вашиот шеф, затоа што го сметам за храбар човек. Стефчо Екимовски е храбар човек. Ќе поднесе кривична пријава. Прво против Никола Груевски, потоа против Зоран Заев, Али Ахмет и Менду Тачи затоа што го прекршили уставниот поредок на Република Македонија. Јас само тоа ве прашувам. Добро. Ова сега прво ми поставивте неколку прашања. Океј. Се разбере на старт. Прво беше за две прашања имаше за мојот председател, мислам. Не верувам во тоа, не верувам во тоа. Вие знаете дека тоа. Не верувам, не. Бидејќи ви драг пријател, знаете дека тоа се. Драг не ми е виш. Само пријател. Сега вие или не ви? Добро, не е тема. Не, ми е драг. Добро. Значи независно, видете, ние сме политички партии, делуваме политички. Денеска имавме ние пресконференција на која што Супер. Може? Да, супер. На која што поднесов ми пријава и представка заради работењето на господјата Катица Јанева. Знаете дека еден од 5 случаи кои што таа ги стави како приоритети беа нели пуч, подкуп, потоа беше Виктор Цветковски, генерален секретар на ГРОМ против СДСМ и беше уште 2 случаја кои што беше Израел беше четвртиот и петиот беше плацевите на Водно. Еден од тие Виктор Цветковски поднесува кривична пријава до СДСМ пријава. Обвинителство ја отфрла таа пријава. Кумановското обвинителство. Точно, да. Потоа тој се жали до вишото јавно обвинителство, кое што му ја прифаќа таа пријава. Катица Јанева го зема предметот да се врати во основното јавно обвинителство. Таа во меѓувреме го зема предметот и пред 2-3 дена тој доби известување дека неговиот предмет е отфрлен.
Значи нема решение, нема правна поука, има известување како писмо да си пратиме. Добро. Значи покрај овој политичкиот дел во врска со обвинителството се појавува и еден сериозен правен дел каде што и правникот трета година на факултет знае дека не може да постои решение, насто решение се даде известување и при тоа нема никаква правна поука. Значи се сложуваме. Јас не велам што се сложуваме. Се сложуваме тука дека не функционира тоа како што функционира, така? Не функционира добро, да. Зашто кој направи упад? Денеска ние Кој направи упад во системот да Катица Јанева функционира така како што функционира? како упад на системот Упад. направи. Некој, еве, тоа што Тодор Добро, Петров за незиното формирање гласа над 100 пратеника. Значи, Па тоа секам не беа ни Груевски, ни Ахмети, ни Значи, Тачи, ни видите, Заев. повторно ќе ви над 100 кажам, Гром пратеници. како политичка Тоа е партија огромна волја на не народот. учествуваше во преговорите од пржи. Така ли? Имаше ли Вие сте дел од алтернатива, владина господине коалиција. Пренџев, со оглед на тоа дека државата западна во тешка политичка криза? Која беше алтернативата? Почна протести, улични незадоволства, имаше опасност да излезе од контрола целата ситуација. Очигледно мораше да се канализира некако и да се најде некој институционален излез од целата ситуација. Точно. Институционален излез правно издржан. Ако сака сите четирите поголеми политички партии да прават нов политички поредок, тогаш прво требаше со двотретинско мнозинство да си осмениме уставот на државата. Зошто тогаш не ја напуштите оваа владина коалиција која што перманентно го крши уставот? Затоа што сметаме дека оваа владина коалиција, за разлика од другата опозициона коалиција, уствари моментално во Собранието на Република Македонија, опозиција се само трите партијнички кои што излега од СДСМ и ДПА, другото се е власт, така да во оваа владина коалиција две битни министерства зазема СДСМ како политичка партија, 4 помошници министри кои што имаат поголеми овластувања. Ние се трудиме да бидеме кооперативни во интерес на државните интереси на државата, бидејќи представници тука за државата, но нашите автентични политички ставови секогаш ги соопштуваме во јавноста и делуваме преку пријави како што и денешната пресконференција. Покрај пресконференција како политички дел имавме и правна пријава со представка до Катица Јанева. Океј, јас се сложувам се што кажат издржано. Пак ве прашувам зошто седите во таа влада Затоа која што што перманентно го крши уставот и законите на Република Македонија. Јас не реков дека владата крши уставот и законите на Република Македонија, значи Па на разговаравме предлог за на владата на договор. четирите лидери Значи е политички донесено. договор не е правен договор. Политички Ако не договор е. вие го поддржувате или не го поддржувате тоа е- политичкиот договор и давате алтернатива. Политичкиот договор е преточен во пржинскиот договор, кој што стана дел од законска легислатива, како законот за специјално јавно обвинителство, законот за медиуми, што значи ние имаме реален проблем тука. Не знам дали се разбирам. Не, разбирам нема да јас, сватиш повеќе. разбирам. Значи јас Памтете си јас ја- не, јас памтам и ќе ве потсетам пред Да, јас ќе ве потсетам со второто прашање понатаму како ќе биде. Добро што те потсекам. Али по добро ми се помака. свија вашите постулати. Океј, океј. Секоја чест. Значи, во принцип зборам за нешто што мене не ми се допаѓа. Ја не бранам овде ничи стави, јас сум обичен граѓанин кој што сметам дека оваа влада, оваа опозиција, условно речено, не заслужува ваков народ, затоа што мислам дека ние како држава, како народ имаме подобро решение. Вие сте пристанали да го направите тоа. Знаете, имаше, се сеќавам 2002 година и 2004 година, вие сте заборавиле или сте биле помлад, па не ве интересирало толку. Луѓето протестира против Охридскиот рамковен договор, па против универзитетот. Сето тоа си легна. Системот не функционира. Пациентот е болен. Треба да го излечиме пациентот. Ја не викам дека овој сегмент специјално јавно обвинителство работи онака како што треба. И мене ми смета тоа. Меѓутоа, Виктор Цветковски добил известување дека се отфрла. Така? Не, Ќе покренете ли? Не. поучен е самиот, мисли, чини со приватна тужба да си ја бара правдата. Дали вие ќе покренете кривична пријава? Покренавме Против кого? против специјално јавно обвинителство. Одлично. Кој го донесе специјален јавен обвинител во системот на Република Македонија? Четирите поголеми политички партии. Дали ќе покренете кривична пријава како мала? Јас сум тука не на распит, господине. Јас Не, добро, разберете, нема јас сум разговараме. стар, Има новинар, ја не сум дека на распит, Океј, okay, премногу си. Не бе, јас сум многу Да. Дове разговараме за политички ставови. Апсолутно. Вие сте били во политичка партија. Да се Апсолутно. окружиме. Знаете како се искажуваат тие политички ставови, може ги дебатираме. Значи не ви се допаѓа ова ама што е не е направено. во- не е Значи, во ред, вас значи. не ви се допаѓа ова што е направено од страна на четирите големи политички партии. Јас многу јасно тоа уште го кажав на почетокот кога сметате според дека- вашите зборови заглебив. Значи, сметате- јас сакав да го почнем овој интервју, бидејќи бев поканет како шеф на изборниот штаб на Гром и револуционен секретар, да ги поставам основните постулати на мојата политичка партија пред македонската јавност. Сега, вие како граѓанин И веќе ми се бендиса, може ќе дојдам кај вас у партија, затоа ве прашувам. Ми се свига вашиот Не, не, став. говорете, Ми се свига вашиот став. Значи вие не викате ми се дека допаѓа овие вашата луцидност. овие Ама Добро? да затоа сакам да бидеме на чисто. Океј.
Значи, кога ќе бидете политичка партија која ќе представувате, тогаш може да дискутираме за два политички ставови. Вие сте гајари, имате право на собствено мислење, Добро. тоа е неспорно. И гласач. Јас ви го кажувам вашето мислење, ви го кажувам нашите ставови на граѓанската опција за Македонија. Ако ви се допаѓаат, бујно Не. Значи вие ради со специјален третман ќе ви дадеме членска книжка, Фала а ви. колку не, вие И ќе можете да размислам до крај на сакате. емисија ако вие ме убедите. Значи вие ради интересите Ќе се на потрудам да го граѓаните, убедам. значи вие ради интересите на граѓаните Република Македонија останувате во оваа влада и оваа коалиција, иако лошо работат, али сакате да ми помогнете Значи, мене не ми како граѓанин. ставете зборови во уста, јас не реков дека лошо работи владата на Република Македонија. Значи, Вие сте член од владата. Да, јас сум член на владата на Република Македонија и сум горд на сите оние проекти кои Влада се која што во овие ја 2 направија четирите месеци. партии, така? Не, владата не ја направи четирите Последнава партии. последнава влада. Последнава влада. Значи, начинот на функционирање на тоа да она политичка партија која што добила помалку гласови на изборите Што оди во опозиција. оди во опозиција, а не во влада и не спрува политика, е газење на демократијата. Согласувате или не согласувате со мене? Апсолутно. Па што Фала ги ви. примивте СДСМ во влада? Значи, ние не сме Не би доминантната политичка партија Ама на вие сте бродот. дел од таа коалиција, значи Значи, веројатно ние ваша сме дел од таа коалиција, но не сме ние коалиција која што има мандатар и која што одлучува. Знаеме дека политичката криза Ама како може да беше. застегнете критично. Видете, единствената работа во оваа држава која што успеа да направи вашата претходна политичка партија, Не, јас знам сум дали уште сте се таму. уште. Не, јас сум си обичен член, најобичен Значи, ќе член. треба да се Добро, потрудам повеќе да ве да, довлечкам кај мене во партија. Ова ќе се не води потрудам. никаде. Да, не, само да заклучиме. Значи, единствениот успех на СДСМ последните година дена со сите тие процеси е што успеа во Република Македонија да ги донесе странците да ни кажат што треба да правиме. Не ги тоа донесе, не ви го не ги спорам, донесе СДСМ. одлично. Не ги донесе СДСМ. Да, толку Ги донесе добро, некадарноста и криминогеното однесување на одредена политичка гарнитура која што за жал вашата честна мала политичка партија поддржува. Види да ви кажеме на работа. Јас не знам, Јас сум ви- еден од прислушкуваните. Јас сум еден од прислушкуваните. Му се лутам на господинот Заев кој му дозволи да објави дел од моите разговори, ми даде папка, не ги дига. Не сум ги слушал Не, разговорите. јас да ви кажам, меѓутоа кој кого овластил да мене ги слуша моите приватни разговори. Тоа Заев прашате? Не, тоа треба го прашам шефот на службата. Ајде ќе ве прашаме на работа. Не е така. Зошто шефот на службата и министерот за внатрешни работи се отидоа, а остана Чавков? Видите, мене политичките и кадровските решенија ќе ги ставам на страна. Она што е важно и што е суштински е тоа што е покренато обвинителен акт, имавме судски процес, двајца си ја признаа вината, кажаа дека по налог за пари од страна на Зоран Верушевски и тој беше со партија, така? Да. Тој е професионалец. Значи, од страна на Зоран Истерчеви беше со Верушевски, партија. да. Така? Од страна на Зоран Верушевски за пари ја злоупотребиле службената положба и овластување и прислушкување. Мене ми е жал што може би ви прислушкувале вас, може би го прислушкувале Гоце, но ние за тоа имаме судски спор. Она што е трагично е што главата на тој судски спор, која што е посочена од страна на овие кои што прислушувале главен инженер вработен во негово време, таму помошник Чиво инженер, време? како се викаат, не Чиво знам. време? Па во времето кога бил шеф на ДБК Зоран Верушевски. Од кај ви е таа информација? Може да Од медиумите. Од Од може да медиумите. потврдите? Не Па можам од медиумите се медиумите. пишуваат. Добро, само ако може да завршам. Картија да трпи се. И ако се сеќавам добро дека Љупчо Георгиевски споменуваше дека некои од сега инволвираните биле и во големото во 2001-та. Ако добро се сеќавам на изјавите на Георгиевски. Види, ја не спорам, ама тоа кажува за некадарноста на оваа влада. Значи, оваа влада, знаејќи какви се тие ликови што дошле, се сложам со вас, требало стар да ги замени. Дали се сеќавате дека пола војна агенција за разузнавање Мјалков кога дојде во УБК ја донесе? Дали се сеќавате дека со носењето на таа пола структура во редовите на УБК испадна големата афера со оружјето, се сеќавате ли? Каква завршница има? Се заборавате ли 2006 година камионите што одеа со оружјето преку Бугарија, знаете кај одеа? Значи, ние имаме конкретна и комплетна злоупотреба на службите, меѓутоа јас ќе ви кажам, вие сте додадена политичка влада. Вашиот пратеник гласал во собрание. Ова еден ден ќе се испитува, ќе се докаже. Нема да ме сватите погрешно. Ако вие сте учествували во оваа приказка, не, ајде сигурен сум дека не сте. Вие сте Која тук приказка? во ова кршење на уставот на Република Македонија, ова што го каже Тодор Петров. Ќе одговарате. Не зборам за вас лично. Да, се Имате разбирам. може најмалку. Не, добро, ова е сличен случај како со рамковниот договор 2001 Ќе си година легне, беше така. договор подпишан. Не сме се кадарни, спроведе, затоа се доаѓаат измени во странците. уставот и во Не законите. затоа се слично Зоран е Заев бараше. И сега, да се вратиме на процесот, колку и да се оспорува, тоа е реалност во Македонија и според она што го говорат Европската унија и Соединетите американски држави, тоа е единствениот пат Македонија доди напред. Веќе е доцна да се преиспитува целиот процес, а кога сме кај политичкиот дел од процесот, во пресред на изборите остана уште прашањето за медиумите да се затвори, за да се исполнат сите услови за фери демократски избори, како што беше предвидено со договорот од Пржино. Денес продолжија
преговорите. Михајло Видимлиски го имаме пред клубот на пратеници. Михајло, ако добро знам, заврши средбата и тоа со негативен исход и денес. Токму така, Гоце, средбата денес закажана заврши, меѓутоа без договор. Ова е последната официјална информација која што ја добивме од канцеларијата на белгискиот олеснувач Питер Ван Хауте, дека средбата е завршена, меѓутоа договор нема. Партиите и понатаму остануваат цврсто спротивставени на нивните позиции во однос на предлогот кој што го даде Ван Хауте. Денеска сепак тој намас овде во клубот на пратеници беше дополнет со амандманите кои што политичките партии поединечно ги доставиле од билатералните средби, нели, кои што се остварија во изминатите неколку години. Знаеме дека последната средба заврши без успех заедничка. Веднаш потоа Ван Хауте тргна во билатерални средби, посебно со представниците на сите политички партии поодделно, и токму на тие средби партиите дале нивни амандмани кои што денеска беа разгледувани, меѓутоа без успех. Напредок нема, остануваат цврсти на своите позиции. За ВМРО ДПМН предлогот е неприфатлив, бидејќи е спротивен на Уставот и на Европската конвенција за човекови права и одредува високи казни. СДСМ останува на нивниот цврст став дека предлогот на Ван Хауте е добар. Исто така во изминатите неколку дена ги слушнавме и ставовите на новинарските здруженија кои што го отфрлија предлогот на Ван Хауте. Единствено од ЗНМ побара СДСМ детално го образложи нивниот предлог и за што точно се работи. Михајло, има ли некакво приближување на ставовите? Има ли простор за оптимизам дека наскоро би се нашло некакво решение? За сега, Гоце, тоа не би можело да се очекува со оглед на тоа што веќе ги слушнавме оние ставови на партиите дека остануваат на своите ставови, иако до пред некое време имаше некој оптимизам дека е можно партиите да изнајдат заедничко решение, односно до рокот кој што го поставија Бејли и Ораф, односно до 19 февруари, да се изнајде барем некоја платформа или основа како би се решило прашањето за регулација на медиумската сфера. Сепак за сега се чини дека решение нема, нити пак било какво прифатливо решение. За ВМРО е прифатливо единствено некој закон кој што доаѓа од земја членка на Европска Унија, меѓутоа и во основа останува она дека голем дел и од здруженијата, како и од партиите, освен СДСМ, дека постоечката законска регулатива е добра, бидејќи таа била работена во соработка со представниците на Европската Унија. Михајло, има ли информација кога продолжуваат преговорите? Имаше некој застој, неколку дена немаше воопшто никакви состаноци на работната група. Има ли закажано продолжение на денешните состаноци? За сега ново продолжување на средбите не е закажано. Единствено одговор од канцеларијата на Ван Хауте го добивме тој дека средбата денеска е завршена без договор, без при тоа подетелно да информира дали Ван Хауте може би повторно пак ќе оди на билатералки како што тоа го стори во изминатиот период, евентуално доколку се одлучи да се одржи средба, тоа обично соопштуваат 1 или 2 часа пред одржувањето на средбата. Како што кажав, за сега најави нема, останува неизвестно како ќе се реши прашањето за медиумите, кое што е дел од договорот во Пржино, со оглед на тоа дека рокот истекува до 19 февруари. Михајло, ти благодарам за информациите. Слушнавте од колегата Михајло Видимлиски дека договор за медиумите и понатаму нема. Се испостави дека ова прашање е најтврдиот орев во преговорите. Ако не се лажам, првиот предлог на Ван Хауте беше некаде на почетокот на декември, пред скоро 3 месеци. Рокот што го поставија Бејли и Ораф за затворање на сите прашања, вклучително и ова, е 19 февруари. Останува уште една недела, денеска сме 11, останува уште една недела да се најде решение. Господине Пренџов, да почнеме со вас. Очекувате ли да се затвори ова прашање? Има ли оптимизам кај вас или Добро, јас проблемот за медиумите да бидам искрен, не сум го читал предлозите, пошто не биле достапни до јавноста, или барем ја не сум ги видел некаде да ги прочитам. Можам да коментирам оно што го слушам од медиумите. Ќе почнам од последното интервју на лидерот на опозицијата Зоран Заев, во кое што тој кажа дека во договорот од Пржино не било подпишано да има промена на законот за медиуми, туку требало да се доработат определени подобрување на слабости, слободата на подобрување медиумите. на слободата на медиумите. Значи,
никаде не пишува дека треба да имаме нов закон за медиуми и претпоставувам дека тие подобрувања биле во делот на казните, каде што требало да се намалат определени казни за некои новинарски куќи или новинари, од тоа што го разбрав. Така што според мене Во што е проблемот според вас? Зошто не може да се најде некоја рамка, да се постигне некаков договор? Видете, позициите на едната страна се дека законот за медиуми менуван пред една година, а дека заживеал пред неколку месеци, дека тој е правен од експерти со средства од страна на Европската унија, дека за тој закон кој што е актуелниот сега се дадени највисоки оценки од ОПСЕ, од Европска унија, така натаму. За мене не е толку многу важно што мислат законот за медиуми политичарите. За мене е важно што мислат новинарите, Сдруженијата на новинари и собствениците на приватните медиуми. Според мене не е во ред да ние како луѓе кои се занимаваат со политика да си седнеме и да се договориме и што се вели да му раскроиме капата, односно да одлучуваме за судбината на новинарите и на собствениците на медиумите, а при тоа тие да не учествуваат активно во тој процес. Значи, едноставно, на некој му определувате судбината без да го прашате, а вие сте помалку соодветен за одлучување во самите новинари. Така да, според мене... Добро, опозицијата ова го смета за едно од клучните прашања со оглед на тоа што бара рамноправен пристап да има до медиумите. Затоа го поставуваат како еден од главните услови за самото учество на изборите. Видите, направен пристап до медиумите, мислам дека тоа се одредува со изборниот законник. И тој изборен законник помина на собрание, имаме активен закон, во кој што пишува дека има избори на 24 април, таму се регулирани и медиумите. Еднаквиот пристап до медиуми. Колку минути тој, така мислам тоа веќе е регулирано. Повторно ќе ви кажам, не сум го видел предлогот ниту од СДСМ, ниту од Ван-Хоите, пошто не е јавен документ. Да, но она што е за мене суштинско, не може луѓе што помалку разбираат новинарство, бидејќи се занимаваат со политика, да одлучуваат за новинари и собственици на медиуми, а тие таму не бидат активно вклучени. Господин Рахич, во што е проблемот? Очигледно медиумите не е проблем само законот. Имаме добар закон, но очигледно имаме и уште проблеми. Значи, проблем е во саморегулација, во етика, во тие работи. Значи, ја многу пати кога сум зборувал за разни теми, кога што ви го рековте, треба да постои политичка волја. Прво кај политичарите да се донесе одреден закон кој што ќе биде добар за браншата за која што се однесува. Апсолутно се сложувам со младиот колега се извинувам, дека за медиумите во најголем случај треба да расправаат самите новинари, оние кои што се во самата приказка. Сметам лично, искрено да бидам со вас, бидејќи доаѓате од друга куќа. И сега да направиме една споредба без зла крв и намера. Сигурен сум дека како новинар во таа телевизија немавте пријатно чувство кога гледавте дека вашата телевизија, например, не добива доволен фонд на пари за реклама, или не добивавте воопшто, а гледате дека другите телевизии добиват. Или една небулоза која што слушам дека оваа телевизија е направена со пари од субвенција за земјоделие, па тие 5 милиона што. Значи тоа треба да се расчисти, треба да се знае капиталот од каде влага, кој е состојникот и да се остават медиумите да водат независна политика. Проблемот настанува кога газдите на медиумите се врзани во политиката и самите медиуми ги остават во функција на политика и на некои лични интереси. Јас искрено мислам дека приказката е завршена уште кога се потпиша овој Пржинскиот договор. Прашање на време кога тоа ќе се потпише. Веројатно на некој во моментов, не е тоа ни опозиција ни позиција, не му одговара се завршува приказка и сметам дека многу брзо тоа ќе биде потпишано. Ќе се наредат како попчиња што се вика поднашки, ќе потпишат и ќе се оди на избори. Треба да се префрлиме на втората тема или второто прашање, политичка разрешница на кризата. Затоа што ако се сеќавате на почетокот беше нема да отстапам па се отстапи, нема избори па има избори, па не, значи цело време како мали ученичиња не влечат зуши и не тераат да играме по една музика која што за жал на играчите не им се допаѓа. Оптимиста сум дека законот за медиуми ќе се донесе. Не сум оптимиста дека на 24-ти ќе имам избори, затоа што тие действија што треба да се завршат, да речеме, пред 24-ти, за да имаме... Мислите и ако излезе со оценка Европската унија и Вашингтон дека се исполнети сите услови за фери демократски услови, не сум сигурен. СДСМ и понатаму ќе обстои својот одлука? Имате три солуции. Првата солуција да СДСМ, ако тоа се случи, ги бойкотира изборите. Тоа ќе биде крај. Втората солуција... Крај за што и за кого? Па за опозицијата, а бога ми за позицијата.
ви зборам, иако цената ќе ја плаќаат поединечно во различни временски периоди. Значи, Зоран Заев и врхушката врвот на СДСМ во одреден период, а после и врвот на... Зоран Заев најави во интервју за Ал Джазира деновиве дека ниту Европската унија не би ги присилила да учествуваат на такви избори. Некако цврсто стојат на ставот дека 24 нема да ве април... присили. Меѓутоа, знаете што овде станува, знаете, ние сме дел од една поголема игранка. Значи, да не ви кажам, јас кога бев на едно интервју за амбасадор Турција пред години и пол дена на тогаш на тај делегација или тие луѓе што ме... Ја им кажав што ќе се случува. Значи, ние сме дел од еден пошироки случувања во регионот. Не е Македонијава. Значи, ова што се збори, на Македонија во моментот ти треба стабилна влада, стабилна држава, затоа што нешто што се валја иза брда, што се тркала позади ридот, ќе не фати неподготвени. Значи, тоа се тие. Второто е да се одложи, што по мене е многу реално, 2-3-4 седмици, за да биде ни по бабу, ни по стрик, ни по како беше по дедото, ни по стриковците, да биде и волковците и овците на води. И третото е, бидејќи мене ме зачудува ставот на Дуи, кој што изричито инсистира да се оди на 24-ти, и третото е да уопште нема избори. Да си се тера, да се распуши господата што се во власта. Добро, во тој случај пропаѓа Пружинскиот договор. Пружинскиот договор треба да финишира со избори и да заврши кризата конечно државата да се стабилизира. Тогаш ќе имаме сериозен проблем. Кога, ако нема избори? Ако нема избори. Сигурно да. Затоа што ја на едно интервју 2008 година кога зборувавме за политиките на Грција, овие момци кои што стојат позади Пружинскиот договор со подпис, со пара, со печат, тие не се зафркаваат да бидат вулгарни изразувањето. Кај нив нема зезање. Грците проба да ги зезат, им се случи тоа што им се случи. Јас не би сакал ние како граѓани на Република Македонија, не ме интересира што ќе плати Никола Груевски, Зоран Заев и дружината. Тогаш ние ќе имаме сериозен проблем. И овака сме угуша до овде, тогаш не знам как ќе бидеме. Јас сум оптимиста дека овие лидери ќе се опаметат или ќе ги опаметат, се ќе се заврши и ние ќе идеме на избори кои што ќе мора да бидат признаени. Иначе, ако ние створиме прецедент кој да губи избори, така ли е, млад колега да се жали, тогаш веќе ние сме нефункционални. Ако сте нефункционални во една поголема игранка, има еден инструмент кој се вика гума за бришење. Ке не нема. Затоа што никој не сака да се зафркава со судбината на поголема приказка со нас, обични смртници, да не кажем с краја да е бедници. Господине Пренчев, ќе има ли избори на 24 април? И во случај ако СДСМ остане на својот став дека не би учествувала на такви избори? Видете, сега да има дали ќе има избори на 24 април, избори треба да има на 24 април, затоа што изборите на 24 април практично беа два пати изгласани. Значи првиот пат беа гласани од сите политички партии, како беше како попчиња, кога го донесува изборниот законник, каде што се пишуваше тие се правилата на игра за изборите на 24 април, потоа леташе авионот нели до Црна Гора да го подпише тоа председателот на државата. За Јанева леташе, мислам. За Катица Јанева. Добро. За кршењето на уставот. На кршењето на уставот, да. Значи, тогаш тогаш го донесовме тогаш законот за избори со термин 24 април и плюс собранието донесе одлука за распишување на превремени парламентарни избори. Слушате, ред други само термини. да завршим на 24 април. Други термини, да, така? На 24 април дека треба да има избори. Видете, можеме ние колку сакаме да се смееме и да... Но она што е важно е тоа што се согласува со господинот Рахич дека избори се потребни час поскоро, дека не се важни нашите ставови како политички представници, како членови на политички партии. Важно е тоа што на граѓаните веќе ова состојба им е неподнослива. Значи, присокот е преголем и према бизнис заедницата, према фирмите. Република Македонија континуирано е на странските вести за негативни работи. Сметам дека суштинските делови од Пружинскиот договор се веќе разрешени. Ако ги прашавте СДСМ во месец октомври што е најважно за нив беше најважно да добијат 2 министри, 4 заменици министри и Груевски си поднесе оставка стодена пред изборите. Тоа се случи и сега гледаме, ама избирачкиот список не знам каков бил, тоа се случува секоја година. Сега се и медиумите кои што исто така беа проблематизирани пред преходните избори. Вие подобро ги следите тие работи. Така што на вчерашното интервју господинот Зоран Заев често пати знае да нагласи дека позади него стои народ.
граѓаните на Република Македонија. Значи, вие доколку сте лидер на политичка партија и доколку позади вас стојат граѓаните на Република Македонија, нема да барате било какво влакно за да избегнете избори час поскоро. Значи, не постои опозиција во светот позади која што стои народ, која што бара се само за да не учествува на изборите, иако го има МВР, има мнозинство во Државна изборна комисија, има тој социјална политика. Сметам дека главната причина заради која што СДСМ не сака да учествува на избори, сите ние добро да знаеме, тоа се анкетите, Брима Галуп, 37-16, така натаму. И тие се во очекување на својот јубилеен 10 пораспоред. И она што на вистина ми е мене жал е тоа што во Република Македонија веќе определен временски период немаме конструктивна, цврста и сериозна опозиција. Тоа не е добро ниту за владата, ниту за граѓаните, ниту за државата. Ние имаме опозиција која што доколку нема криза во која што таа би пливала, тогаш немаме пресконференции. Значи, видите дали има 3 пресконференции на СДСМ поред одржани, кои што се за проекти за целни групи, за подобрување на животот на граѓаните, но и е некаков излез од определена ситуација, се сведува на лични навреди, на дисквалификации, кој не мисли како СДСМ, тој е криминалец, тој е душман на државата и така натаму. Така што јас се надевам дека ќе имаме час поскоро избори, дека ќе имаме силна влада, во контекст на што го зборуваше господинот Рахиш, согласувам дека треба да имаме цврста влада, бидејќи ќе имаме многу поголеми проблеми од тие што ги имаме сега. И се надевам дека ќе имаме и опозиција која што ќе биде реформирана и која што кој ќе отиде во собрание со определено законско решение, дека ќе добиеме амандман 1, 2, 3, 5, колку што е потребно, кои што ќе бидат суштински и кои што ќе кажат да, овој закон е во ред, но ние сметаме дека овој член и овој член треба се заменат, овака треба да бидат, заради тоа што сметаме дека граѓаните ќе имаат повеќе корист од тоа. Тоа во собрание не се случува. Секој закон, секоја измена е очекана на нож, на лична дисквалификација и тоа, верувајте, не е добро за никого. Господин Рахич, бара алиби СДСМ да не се појави на избори или нивните аргументи и причини за кои бара одлагање на изборите на вистина држат? И би светлост. Која е вашата оценка? Дело за говорот, јас се сложам со вас апсолутно, дека на 24 треба да има избори, дека се исполнети дел. Не сите имаше дел од други обврски кои што не се исполнети на време, се доста. Да, согласно. Прашањето за мнозинството во ДИК, гледајќи го распоредот на силите кои се внатре, не сум сигурен дека е на СДСМ. Имате таму од ДПА и од ДУИ, кои што се многу поблиски до ВМРО двајца, имате двајца од ВМРО, имате еден од ВМРО професионалците, еден професионалец од собрание и еден од СДСМ. И тоа ќе го абстрахирам, тоа е најмалце битно. Тоа што спомнуваат анкети. Значи, мене ме чуди господинот Груевски, кој што е фајтер, нели, боксер, и тоа меѓутоа не влегол во ринг. Вика, анкетата е 35-12, не е битно. 37-16. Абе, 40-10. Добро. Не знам што му значи одлагање на 80. Мислите дека за 80-90 дена ќе се смени на расположението? Па зашто толку Никола Груевски, кој сака оваа држава, не му даде за право на Зоран Заев и да го победи и да го понижи, да извина ластик, да му да бидам вулгарен и да му рече готово заврши твоето. Него се држи кој слеп за стап. Пошто сега веќе малце ме вознемери начинот на кој што некој работи со сиот почит го обяснам. Зашто имате следнава работа? Јас сум сведок за разлика од вас како одредени човечиња гласа. Знаете, не може мене човек кој што не живее во Скопје да ми гласа во општина Центар и да ми одредува судбината на мојот град и на мојата држава. Со сиот почит. Со сиот почит. Тоа треба да се расчисти. Прва работа. Економската стабилност на Република Македонија, се сложам со вас дека поради овие случување нарушена. Дали субрата Рој за тоа се избега од Македонија? Се сеќавате на Моша Баум. Знаете кој е Моша Баум? За 1 евро седнок, милионче во джеп и го нема. Немате сега да ги извртувате работите. Не извртувам јас. Значи, не говорам вие. Вие представувате, знаете какви избори имавме? Без желба да навредам. До 3 саат од гром немаше пратеник. Во Молиново 3:15 сабалено решено е да еден пратеник од гром стане пратеник. Има ли најодговорно го тврдам тоа со сиот почит према вас. Граѓанската опција за Македонија, гром, го има најскапо платениот пратеник во собранието. Апсолутно. Скоро 33.000 гласа Да, освоивме на парламентарните избори, 34 нешто на претседателски избори. апсолутно. И го имаме најскапо платениот пратеник. Ама немавте доволно за да помине, па мораше да има прегласување во Молино Сабеле.
Тоа не го знаете, Немало не. прегласување, а вие сега, може да господине, знаете. Ама не може да знаете. Јас Сиот почит према вас. не знам. Вие сте честно момче, така треба да Значи стане. не знам јас каде имало прегласување, Има една мислам дека книга- немало никаде прегласување. Има една лектира се вика Орлињата рано летаат од Бранко Чопич. Многу убава е. Веројатно не сте имале како лектира затоа што системот образовниот го сменивме. Прочитете ради вас. Јас сметам дека такви млади луцидни момци како вас, млади луѓе требаат на оваа држава и треба да ја водите. Јас ви го кажувам следното. Никола Груевски со сета камарила што има околу него. Лидер, голем рейтинг. Не го разбирам зашто не му даде 80-90 дена тие што ги барат. Јас ви го кажувам следното. Се сложувате ли со Јас ви мене? го кажувам следното. Значи, Гром како политичка партија на претходните парламентарни избори беше застапена, за разлика од покрај двата големи политички блока, паралелно во сите медиуми. Имавме Како влеговте на сите, како влеговте на сите? Нема, како влеговте на сите медиуми? Еве го законот за медиуми како влеговте. Вие рековте според број на освоени гласови, така ли е? Добро, може ли да завршам? Не ме само? прашање, Ама заврши. ќе изодговорам Окей. прашањето, не е проблем. Значи, ви слушав и ако Не, имав окей, неколку вака окей. предпоставки, не беа прашања. Тоа е прво. Второ, ако ги погледнете добро снимките, ќе видите дека Гром секаде направи во сите поголеми градови имаше митинзи кои што имаа последна со 2-3 илјади луѓе. Трето, на сите анкети од прва до последна Гром беше измеѓу 3,5% и 5. Освоивме 3,8% од вкупен број на гласови. И Гром за 280 гласа немаше втор пратеник во изборна единица број 4. Значи јас ниту сум овие вакви во јавност пуштање, не знам во која кај реков дека се гласало, прегласувало, не знам. И сметам дека не е во ред да изнесувате такви квалификации, дека тоа би значило дека одлучил некој друг да има Гром пратеник, не знам што. Не одлучил. Факт е дека Гоце, имаше вака сега, опции одиха, ако има одредени вие забелешки на пратиме- изборите. Видите, Тоа е факт и на значи, избирачкиот јас список. зборувам за мојата политичка партија. Јас Господин мојата Кринџа, политичка прашањето е партија сега, само дали завршам. овие избори, значи опсена Ниту е еден дека член на штаб, ниту еден член на избирачки одбор мене не ми кажал и не ни пратил дека имало определени крупни неправилности на самиот ден на гласањето. Господин Кринџов, јас сметам дека треба да имате поише политички овој пратеници во собранието. Се сложам со вас. Вие рековте две работи кои што мене ме интересираат. Првата е, бевме застапени на телевизија како големите партии. Како? Не И како втора- големите партии. Се трудевме колку може покрај двата политички блока да бидеме И бевте застапени во најзастапени. медиумите. Во некои медиуми Тоа поише, се- во некои медиуми дури Во повеќе. ниеден повише не бевме Ќе ви застапени. кажам ако ви интересира, Нема али заради ова застапени. прва и втора Али работа. драго беше не пратите. Апсолутно. Свака- Не, окей, секоја чест, не, браво. и втора работа. Драго беше не пратите. Имавте по две лиди и тоа го знам. Меѓутоа, јас живеам во општина Карпаш. Добро. И живеам на место кај што се собира аутобусите. Добро. Караваните на Вилијам Хауф. Добро. Така да, јас сметам дека вие сте сериозна политичка партија во тој момент. Сега времето ќе покаже колку сте силни, апсолутно. Ја ви посакувам искрено, 10 да имате. Ако стегнете кривична пrijava на овие што го рушат уставниот поредок на Република Македонија. Јас затоа ве прашав, заради тоа што вие се појавивте на медиумите, као мала партија, без ресурси, реално немате многу ресурси, не може да се носите ни со коалицијата на ВМРО, ни со СДСМ. А вие бевте застапени во многу медиуми. Значи јас барам Гоце, како уредник на телевизија, газдиве, да имаат равноправен пристап, тоа сегде го има. И тоа нас не ни треба, едете, имаме проблем со законите. Ние, ама европски, кој е европски закон? Не можете вие да имплементирате закон од една средина која што е сосема од нашата во оваа држава. Мора да се прилагоди. Значи треба да се даде шанса на малите партии. Треба да се даде шанса на малите партии. значи, Треба да се даде на сите да заклучиме. сакаат да учествуваат во заклучиме, изборниот ако може. процес. Може да Апсолутно. заклучиме. Значи, бидејќи не следите како политичка партија, бидејќи знае дека имаме силно членство, кое што полни автобуси, прави големи митинзи Работени општина нормално. и вработени. По Бефел. Значи не е така. Значи, знаете дека во општина Карпош Не е сега толку. бере се да Не враќаме, е ма еве да толку. заврши. 550 вработени. Е така. Значи, повторувам е втора работа. Добро, извини. Сега ќе ставам пакет. Извини. У пакет. А Ако сум пакетот грешил, вика вака, извини. значи за оваа работа последнава за 550 вработени и за онаа работа дека покрај тоа што не пратите, знаете дека сме полнели автобуси, сме правеле големи митинзи и се очекувало да имаме повеќе од еден пратеник и бидејќи знаете дека сме имали измеѓу 3,5 и 5% рейтинг, барам за изјавата дека ни дале пратеник некој од ВМРО не знам каде и за ова дека имаме 500 вработени да ми се извините. Зашто да се извинам? Заради тоа што тоа е ноторна лага, невистина и лична навреда
према заменик шефот на изборниот штаб на претходните избори. За вас, вие сте заменик. Ја бев тогаш заменик шеф на изборниот штаб. Станава Во модерно, 2014 не година. сум млад да се извинувам. Добро, Јас не е се важно. Не, видите, Да не се претвори видите сега вака, ама лична навреда ми е. Добро, демантирате. Точно знам како сме создавале таа Ќе ви партија. кажам. Колку ценови Ќе кажа, кажам. имале сега Не, некој така, седнал во кафана, Сакате дал да, тоа, не сакате да мислам. ви кажам дека заслужувавте и повеќе од два пратеника тогаш. Па тогаш Не, извинувате, значи. Прифатам, прифатено. Не, факт е дека друго ви бевте трета кажам. политичка сила покрај двата Ама се уште сме. Ама немавте доволен број на Се уште гласа сме. и да нема Таков е, разбирате. таков е изборниот модел, се случи и Лјупчо Георгиевски Народна партија имаше. Еве имаше и ЛДП има 20.000 гласа, и немаше ни еден пратен. парламентарец. Да. И Имер Селман. И ова да видиме, Тоа е значи проблем општина на изборниот Карпуш модел. нема ни третина од тие 550 вработени. Ја одговорно ви тврдам, да знаете. Добро, Еве, види, тоа да ќе бидете се информирани. Стално вработени со договор за дело. Да, вкупно. Така. Вкупно. И нема долгови. Господине, Нема долгови. И сега. општинската зграда се заврши на Точно, време. точно. Сеќавате кој фрлаше лопата за општинската зграда? добро. Така Сега беше. вака, точно. Гоце, се Господине извинувам, Пенџев, ама ја ве разбирам вас. Значи, јас не ги постави прашањата, а должам одговори. Се согласувате? Добро, повелете, ако Ева. мислите дека тоа е Ама не, поважно. многу е, видите, мене многу ми е важно. Може Многу да е важно, повелете. одговорам дека Општина Карпош во времето на премето на општинската зграда во меѓувреме потроши дупло повеќе пари кога што кошта таа општинска зграда, ги реновираше сите основни училишта. Од темел до кров. Проценивме дека е многу поважно дечињата да имаат нови училишта со нов инвентар, со нови кровови, громобрански заземјувања и ново отоплување, а општинската зграда да се гради постепено и полека, бидејќи администрацијата е многу помалку важна од тие деца за школите. Второ, околу договорите на општина Карпош би сакал да ви известам следново. Општина Карпош паралелно во овој момент денеска гради 4 плоштада на територија на општина Карпош. Распишани се 10 тендери за фасади, а 10 се во припрема. Значи, ако вие ги слушате вашите пријатели, Не, дали е блокирана сметка? не блокирани, никогаш не е била сметка за Сигурен блокирана сте? 100%. И Добро, ќе поканиме тоа е многу градоначалникот. важно. Не, Ама не, видите, јас не би сакал на таа тема многу да дискутирам, ама многу е важно да се каже во Да се интерес на вратиме вистината и пред се на јавноста. времето, да се вратиме на прашањето за изборите. Освен медиумите, избирачкиот список е посочуван како второто најважно прашање кое треба да се реши до 19 февруари. Државната изборна комисија треба да излезе со првична проценка откако ќе ги вкрсти податоците на 10 бази што ги избра, колку гласачи се спорни и колку време ќе биде потребно за теренска проверка на тие гласачи. Господине Ракич, вие бевте кандидат за член на Државната изборна комисија, се кандидиравте, не добивте поддршка од вашата партија. Сигурно ја следите работата на Државната изборна комисија. Како гледате на овој процес? Има ли капацитет и време Државната изборна комисија на време и ефикасно да го прочисти избирачкиот список? Ја пак ќе речам, тоа е све прашање на политичка воља. Значи, доколку се стало... Нема политичка воља. Сите партии ги повлекоа своите забелешки за методологиите што ги предложи Државната изборна комисија, Ги сега прифатија. се е во рацете на Државната изборна Апсолутно. комисија. Сега има уште една работа која што ја спомна и лидерот на на СДСМ, да кажем, не може на цела опозиција, дека овие вкрстувања на овие методи, нели, на тие 10 институции, треба да дадат одредено решение кое што потоа ќе биде со теренска контрола спроведено. Значи, прашање на две работи. Желба, да се најдат доволен број на луѓе и да се платат и луѓе да го направат. Што е проблемот? Проблемот во Република Македонија е пописот. Значи, ова ќе биде мини попис. И сега ќе ви кажам какви институции споредуваат информации. Моите живеат на Варшавска 17, каде што стани ставија зграда од 6 спрата, маркица, али тоа е небитно, и живее еден господин кој што пред 20 и кусур години се оцели во Холандија. Се оцели. Тој стане 2 пати продаден и препродаден и апелирам да управа завни приходи, господинот Тодор Тошо Мишев да го избрише. Затоа што му доаѓа за радиодифузна сметка. Значи тој стан веќе 2 пати го мене собственикот, на Тошо Мишев му доаѓа и понатаму сметка да плаќа радиодифузна такса. Значи не сум сигурен дека институциите, и тоа ме боли, како македонски граѓани, веројатно и вас, после 25 години независност, после толку средства инвестирање во државна администрација, се како се работи, тоа министерот тука ние, заменикот министер, се надам и министер, и може да ни каже. Јас сметам дека доколку постои политичка волја, а ќе постои затоа што веќе не зависи по мене од 4 лидера, ние ќе идеме на избори и мислам дека крајот на мај и почетокот на јуни ќе биде оптимален датум да изборите се одржат и да завршат така како што и завршат.
Нема да зборам за прогнозите. Тоа ќе си го задржам за себе, може после во кулуарите да си поправим обед на тоа. Верувате во анкетите? Иде анкета, ја ги гледав последнава анкета. Знаете, анкетите зависи како се поставуваат прашања. Тоа е прва работа. Втора работа се станува збор за уплашени граѓани. И трета работа, реално, за една власт која што е 10 години, која што ги има сите инструменти. Нормално е граѓаните да кажат дека ќе дадат таа поддршка. Има луѓе што стварно се сретни со оваа власт. Ја друго зборам. Ако дозволите, сакам само да му кажа на мојот драг соговорник. Мене ме чуди како цената на нафтата паѓа, доларот паѓа, а бензинот нафтата се качува за 2 динара. Мене ме чуди како во август месец, кога не сум дома, плаќам струја као да сум цел месец дома. Ама затоа членовите на бордот седат господа кои што се платени и преплатени и расправаат кој кафе од 30 да го пијат на работните колегиуми. Значи, владата и политичките партии, особено владата, се тука да го штитат интересот на граѓаните на Република Македонија. Приметете вие дека секој ден имаме луѓе кои што протестираат заради парно, заради вода, заради струја. Мене лично, ако ме прашате, јас го отделам начинот на живење на поголемиот број од граѓани во Република Македонија. Живееме на кредит. Препоставам на младиот господин моментов му е добро. Тоа е моментално. Утре може нема да бидете заменик министар. Дај Боже цел живот да бидете. Меѓутоа веројатно ќе се смени и плочата. Очигледно дека на одредена врхушка која што е на власт и одговара ваква состојба. Вие приметувате ли дека секој ден оваа влада се задолжува за да ги исплати обврските према пензионерите, према вработените во администрација кои што се прекуброни и ред други работи. Покачува плата, вработува на фиктивни Добро, места. ако може да заклучам, не верувате во анкетите. Добро. Господине Пренџов, запишавте многу работи, сигурно имате што да одговорите. Добро, значи овака, ја нема зборувам за тоа дека возиме најефтина нафта во регионот, ниту пак ќе зборувам за тоа дека зашто струјата е поскапена и за бомбона бизнисите. Но она што сакам да го кажам е тоа дека, бидејќи знам дека тоа се зборува, кој си бил СДСМ, така се останува, колку е активен или не е активен, тоа си е факт. Општина Карпош пропаѓа, се и државата пропаѓа. 2008 немаше да имаме пари за пензии да исплатиме, тоа ќе качи за 50%, готово вработените платна администрација нема да земе и таа качи за 30%. Затоа морав да се припремам, да знаете дека во 2005 година јавниот долг на Република Македонија е 39,6%, а во 2015 јавниот долг е 38,4%. Значи Република Македонија, Република Македонија, јавниот долг на Република Македонија е намален од 2005 па навака. Но не се. Прашањето беше за Државна изборна комисија и за тоа што се случува со анкетите. Може само едно подпрашање. Ама не. Ја ве искушав 3 пати ме апострофирав. Кој беше министер за бомбона бизнис од министер за економија? Не бев јас бе. Значи министерот за економија секој прашање сака да го направи, треба да го одобри Никола Поповски, односно министерот за финансии, на крај да го минува премиерот на владата Република Македонија Владо Бучковски. Значи ве молам да се завршам на гласаше против таа бомбона бизнис тогаш. Се извинувам, јас не сум гласал. Јас бев за ДИК, така? Да, дали се значи прво сакам да почнам следново. Целата работа почна со тоа што кажавме дека имаме 150.000 фиктивни гласачи во Република Македонија. Така беше целата работа. Да, дека има лични карти. Тоа сега веќе не се спомнуваат кои имаат министер за МВР и од кога тоа е лесно проверлива категорија, лесно проверлив податок, тоа веќе не се зборува. И реков сакам да ви кажам дека 150 луѓе се секој 16 треба да биде фалц у држава. Јас како партиски активист и во Велес и во Скопје сум бил популарно кажано на кутии и секој од нас кој отиде да гласа, знаете дека таму има луѓе и од ВМРО, и од СДСМ, и од НСДП, и од ГРОМ, и од сите политички партии, плюс тука е МОС, ОПСЕ и така натаму, е многу тешко вие секој 15 човек да ви биде фалц. Тоа сега само беше коалицијална каписла да отпочне определена тема во јавноста, сега таа никаде ја нема. Ама не се. Значи, ти континуирано работи, земаат по 1000 и кусур евра плата, и тие континуирано го почистуваат избирачкиот список. Кој напълнил 18 години, кој починал. Значи тие се континуирани како добиват известување од МВР. Тоа се случува. Сакам да кажам неколку работи кои што се многу важни. Тоа е првото. Државна изборна комисија е помошен орган кој што ги спроведува изборите. Изборите ги распишува и одлучува кога ќе се распиша собранието на Република Македонија. А Државната изборна комисија треба и мора секогаш да биде спремна за реализација на тие избори. Така е, нели? Понатаму,
Така е се зборуваше за пописот на населението. Тоа Јас согласувам дека во Република Македонија треба и мора да се направи попис, но не се согласувам кога со пописот политички да дневна база се манипулира. Како ми одговара денес така? Например, на Зоран Заев не му сметаше пописот, што го нема во држава повеќе години, да 3 пати победи на избори во Струмица. И стои циц во Куманово. Тогаш пописот нас не ни смета, тогаш се е во ред кога анкетите кажуваат дека ние победуваме. Ако анкетите кажуваат дека ние не победуваме, е секогаш истата приказна. Отворете на YouTube, ќе видите интервју побарете било кој функционер на СДСМ 2008-2011 година, сите тие муабети. Не и верувате на анкетите, луѓето се уплашени, луѓето лажат и има 30% неопределени, тие се нашите. И така си го лажат сопственото членство. Значи, ние знаеме како политиколози, јас и вие, дека општествените науки ја достигнаа екзактноста на природните науки и дека е многу мал процентот на грешка при правење на тие анкети. Тие се теренски анкети, има вкрстени прашања, се гледа дали некој се плаши или излажал од другите прашања понатаму. Тој примерно е стратификуван, запазени се повеќе карактеристики, така што ја анкетите потполно им верувам и тие секогаш се покажале исправни. Значи јас не можам да кажам за Гром ТВ да има 60.000 гласови, кога анкетите ме ваде измеѓу 3,5 и 4,5%, извоев 3,8. Тука е. Друга работа сакам да може. Се извинувам, ако може да завршам. Господин Рахич. Колку е 3,8% во крајна цифра? Господин Рахич, 3,6% се 33.000 гласа, се 3,7% од вкупниот од тие што гласале. Значи тачно е погодиле, да. Е сега вака. Она што е голема манипулација е тоа дека во Република Македонија живеат 2 милиони луѓе, а имаме 1.800.000 и нешто гласачи. Да, тоа е главниот аргумент дека избирачкиот список е непрочистен. Ама не е така. Во Република Македонија во секоја држава постои институција државјанство. Таа подразбира права и обврски. Значи, имате многу обврски према државата, имате право да имате лични исправи, пасоши, имате право да бирате и да бидете бирани. Значи, имаме ние луѓе кои што за различни причини, студирање во странство, магистратура, се иселил, ама си го заложил с државјанството и пасошот на Република Македонија. Има многу луѓе. Добро, ако не е во држава, треба да биде евидентиран во списокот. Не, може ќе се врати на гласање. Тој е државјанин на Република Македонија, тоа е закон. Тоа секаде така. Словенија, на пример, процентот на жители и на гласачи е многу поголем него во Република Македонија. Тоа се подоци може да ги проверите. Значи, тоа е огромна лага која што се шири дека ние на 2 милиона луѓе имаме 1.800.000 гласачи и дека сега тие тука се 150.000 украдени, ама тоа поминува само ки членството ваше. И колку има, и не секаде. Колку има по вас? Ќе покаже колку има? Крстени податоци на државната изборна комисија. Да, Еменски ги достави информациите од нејзиното министерство. Така да повторно ќе ви кажам, доколку вие како политичка партија ве поддржуваат граѓаните, ви веруваат граѓаните. Во секоја изјава сте стабилен. Немате бев во Израел, па не бев. Беа терористи, па не беа терористи. Одам за Брисел, па не одам за Брисел. Значи, ако вас луѓето ви веруваат и ако со вас е народот, тогаш ниту еден избирачки список, ниту еден закон за медиуми нема да ве спречи да победите на избори. Чекај, може ли да одговорам? Секако поверете. Се вака. Значи, се сложувам со вас во делот дека анкетите се точни и тогаш да прашав зашто Никола Груевски не направи напор 90 дена и да заврши една со секој со ваква ласлива опозиција. Прашате во Никола Груевски. Се сложувам со вас, апсолутно. Добро, аргументот е дека датумот е договорен и треба да се почитува тоа што е константноста договорено. на политичкото размислување, јас се сеќавам за еден наш мој партиски тогаш, иако бе физичен од СДСМ, кој што стоеше позад тогашниот лидер Црвенковски и на 24 декември беше спремен да се тепа со полицијата ради режимот за 2-3 месеци после тоа да го смени. Али отом потом убаво рековте граѓаните ќе ценат за тоа. Да се вратиме на бомбона бизнисот. 2005 година вие бевте вработени каде? 2005-та? Да. Студент. Студент. Пишува дека сте пишува таму во вашата биографија дека сте биле во кабинетот на тогашниот министар. Ако јас така прочитав на некој од портали, јас се извинувам ако не е точно. Се извинувам. Значи, во тоа еве, не се извинувам, прв пат ви се извинувам. Значи, пише така. Претходното не извинето? Тоа не е важно. Значи, тоа не е битно. Господин Рахич, Министер за економија во владата на Република Македонија, кога се тераше бомбон на бизнисот, беше некој друг, а не јас. Тоа е прва работа. Иначе приватизацијата на електростопанство е почната. Не беше од 2005 за економија.
Зашто беше? Труд. Ја мислам дека беше 2004 до 2005 во труд, а економија беше... Пак сте читали во сайт. Проверете. Пак сте читали Проверете во кој го даде, 100%. рудникот горе таму кој што сега не работи. Добро, не само е тема, дозволете, господин Стефчев, ќе го викнеме на во друго емисија зборам. и Дозволете. Имајте дуел Пази, со него и бомбона објасните се. бизнис. Значи, приватизацијата на електростопанство ја почна сегашниот премиер во 2001 година и беше спречен од војните настани. Она што некој не го знае. Апсолутно може да кажам дека мене не ми се допаѓала приватизацијата на електростопанство, дека навршен лош модел, меѓутоа тогашната опозиција кој се блокираше и рече дека ќе ги избре, ќе ги осмени. Што се случи? Се Вие случи. ваш пратеник? Да, се сеќавам? да. Оти кривиша да поднесовте до Не, Шекеринска. добро бе, јас сум криво и сега ги поднесам. И да И на поднесам. министерот тогашен ќе му поднесам на економија и на сите, и сите у затвор. И сам ќе се затвор. Сега да ја праш. Сега. Некој викаше дека ќе го растори бизнисот, што беше приказката? Да дојде нивен директор и да запосле партиски луѓе и да влезе СГС Чиф директор, не знам. на Евана. Има македонски директор извршен. Значи, ја ви кажувам следново. Ако сте вие влада која што е граѓаните ја сака, вие треба да се свртите према граѓаните. Значи, вие сте министер за локална самоуправа. Заменик министер. Заменик министер. Значи, ваше да работите да отидете во Југохром и да им кажете на граѓаните на Југохром дека загадувањето во Тетово не е од Југохром и да го отворите Југохром за интересот на граѓаните, затоа што Тетово и со затворањето не е ваша работа, не е екологија. Меѓутоа беше затворен за да Тетово биде помалку загаден град. Тетово уште загаден град. Значи, ние имаме проблем со кратка меморија. Значи, ја пак ќе речам, избори ќе има и се сеќавате дека вас тогаш мисля што реков, жабата и шкорпијата, така? Знам следново, како и да завршат изборите, одредени лица ќе мора да заминат од политичка сцена на Република Македонија затоа што креираат одредени работи кои што не може да ги контролираат и затоа дојдоа странците. Не ги донесе Зоран Заев. Зоран Заев нема таа моќ. И ако Зоран Заев работи како што работи, тука се сложам со вас. Народот дали на 24 април, дали на 29 мај, 5 јуни или кога, ќе го стигне заслужената казна. Може вас ќе дојде награда, може ќе ви стигне казна. Генерално зборам дека политиките кои што одредени гарнитури врхушки ги водат за лични интереси, лошо се рефлектираат пред граѓаните Република Македонија. Во Република Македонија не е 38% јавниот дуг. Значи да не расправаме. Значи само да ви кажеме на работа. Да оваа влада оставете статистиката е најголема лаж. Абе види, прошетате малце. Знаете што, само ќе ве прашам, колку од вашите другари, а сте имале многу, заедно сте били, колку отидоа one way ticket, во еден правец неповратно? Ај биди искрен сега. Само може 3 работи вака. Не биде, не, отвори ми на, не 3 работи. Немам многу другари што отишле на Гоце? иностранство. Јас немам лично барем. Имам некој да. Источна Македонија е празна. Мој драг заменик министер. Вие пошто сте министер на локална самоуправа треба да го знаете. А бидејќи сте биле на Кутија, јас сум малце подолго на Кутија. На Разловешко восстание 14 од влез 3 на минатите избори искочија 10 луѓе кои што прв пак гледам. Не бев на Кутија, бев надвор. Значи има злоупотреби. Не викам дека немало злоупотреби во Струмица. Не викам дека немало во Куманово. Сега дојде овие луѓе од надвор да ги тргнат тие злоупотреби и на следните избори. Како што направи Црвенковски 2011, ако се сеќавате. Ја призна победата на Никола Груевски, иако знаеше дека не е така како што изгледа. Имавте 2011 на парламентар. Ако е грешен народ и кој е управо. Океј, само да знаете. Единствени избори кои што не се оспорени, ако се сеќавате, или бевте мал, се 98 година кога СДСМ ги изгуби. ВМРО се жалеше, па ги повлече жалбите. 2002 и 2008, кога СДСМ пак беше на власт. Кога Никола Груевски како лидер на опозиција побара се и господинот Вучковски се му даде. Значи, Да, тоа се... не, само дозволете. Обврска е на власта да удоволи на одредени барања на позицијата. Се сложам не во се. Али ако вие сте толку мокни, ако вие народот ве сака и стои зад вас, анкетите тоа го кажуваат. Ослободете се, олеснете се, искочите искочете. Ве сакам да верувам. Никола Груевски е ваш премиер, твој. На следната седница на влада ќе му кажа, господине Груевски, вие како храбар боксер кој што не учествува во борба, како одличен глумец кој што нема главна улога, искочете и бидете голем, стварно голем. Дајте му шанса на Зоран Заев и на оваа растурена опозиција да добие фер и коректни избори. Се сложуваш ли со мене? Аргументи имате, може? Да. Две работи само Завршуваме со емисијата, да. Тоа е следното. Повелете со Зложувањата според статистика се лажни, тоа го спативме. Пета во Европа најмалку зложена држава, Светска банка. Тоа верувате? Молам?
пета најмалку задолжена држава во Европска унија. Според Светска банка, верувате во тој поток? Види, вие државата... Добро, во ред. Може да задолжувате, зашто е задолжен? Не, зашто е задолжен? За петте площада у Карпош, дека возиме нафта на Ако каква е платата? А кој има најмала плата во регионот? Па не знам кој има најмала плата. Ние. Не извртуете работа. Кој паушално? Треба да се видат. Јас сум бил во Босна, ќе кажам која е просечна плата во Босна, која во Црна Гора, која во Хрватска, која во Србија. Вие не го знаете тој просечна податок. плата како цена е игра на зборови и статистика по ваше. Добро? А куповна моќ со платата е сосема друга категорија. Тоа треба да се истражи добро. Се слагам. Вашата Значи, ја не сум плата и за вашата паушални- куповна моќ. За паушални изјави, За јас какви сум за, изјави? значи, највисока плата, најниска плата. Тоа се лагите у статистика. Денеска се проверува Зашто која е куповна Македонија моќ на парите. Зашто Македонија не стандард, донесе така либерализација на пазарот на енергија? Да, значи Македонија е пета најмалку држава. Не, зашто нема слободна цена на пазарот на струја? Зашто нема? Прогноза реков се каде за изборите. Ја ви реков уходник. Се извинувам, не сум слушал. И ќе кажам вие колку ќе земете. Добро. А ако дојдете вие ке нас може и повеќе да земе. Јас сум си таму кај што сум. Ме брка, ме враќа, јас сум таму. Вие крај на емисија рековте како ви убедам може и ке смените партија. Не ме убедив. Не ви убедив. Знаете зашто не ме убедив? Не. Јас го знам вашиот лидер од 96-та година, како многу храбар маж. И жал ми е за тој стече што не го гледам. Овој не е тој стече, јас што Не, знам. многу. Овој нека клониран, сега што новиот закон. Со Не, не. поддршка, само Со ви сиот кажам на почит народ. према вас и према Ако може, мене. сега се извинувам, господине Михайловски, ама само една кратка изјава. Само не да завршиме, може. Ретко храбар човек беше. Точно. Беше. Сега е похрабар. Секоја чест. Стефчо Кимовски, кога ви бил драг и не знам дали ви се уште драг пријател, победуваше Него со окей си е човек. 12-13 гласа разлика. Да. Кога излезе како граѓанска опција за Македонија, како независен сам, освои 20.000 гласа разлика. Стефчо Кога? Кимовски се 2009-та? надминал себе си во 2009-та? храброста. 2009-та? Не, 2013. 2009 излезе како 13 како независен подржан. 2009-та излезе како Очигледно кандидат на омилена Европа, тема. може да- 96-та беше кандидат на Стефчо Олимпијата. Јакимовски Јас, за 2006 разговор, не знам, наистина ќе 2006. го поканиме да биде гостин во емисијата. Иако само информација, Еско Рахич од 2006 година во Карпош освоил 55 гласа, а во 2008 480 гласа. 55 не. 55 Не. официјално. Не се вели. Ги си ми е предадувам. Не се. Се спремав малци јас за Ама не вас. се, не се. Сега да кажам за 55 гласа. Види, значи, Добро, ве молам, значи, само ова. наистина, да. Значи јас искрено ве почитам како млад човек Исто и јас. и затоа не зборам за сендвичи, за покретни Тачно. кенефи. Не треба. Не сакам. Повторно се лоши сајтови, не. знаете. Ќе биде како ова 2015 Не, сум работел апсолутно. у кабинет. Јас искочив 2008 затоа што имав, да не кажам, као маж сам со помош на одредена политичка структура, затоа што дава зборот со брани дека ќе искочам. И сега јавно кажувам, пак уште нешто, го замолам господинот Груевски, кој што ми има речено нешто, никад нема заборам што си направил за нас. Очигледно добар маз збор не држи. Да биде мудар во име на овој народ кој што он мисли дека го сака, да дозволи да се заврши операција да идеме на избори. Јас прв ќе искочам да му честитам. Иако не се сложам со многу сегменти од неговата политика. Крај на Како и да е, приказката, народ работите одлучува. Ќе бидат појасни за отприлика една недела кога амбасадорите на Европската унија и на И Соединетите се наредат американски држави почињата и ке тргнат. да, ќе ја дадат својата конечна оценка дали се исполнети условите да се одржат фери демократски избори. Ви благодарам што Може бевте се мои поздравам. гости вечерва, апсолутно. Владина, со среќа. Честуваш. Вам почитувани гледачи, ви благодарам што и ова вечер бевте со нас. Останете со телевизија Нова, следува новиот преглед на вестите.